Ако за великденските празници, но особено на лето, трговците во полошко трие раце од налетот на печалбарите, годинава потешко дека ќе ги дочекаат нивните пари. Состојбата со коронавирусот влијае на нивното доаѓање во своите краишта. Ова ќе биде најголем удар за угостителите, трговците со облека, златарите, индустријата за мебел. Тоа ќе има некој вид на одраз, но можеби пак сепак сметајќи на нивната солидарност што тие цело време ја имаат за оваа популација што тука или дел од семејството што тука го оставиле, сепак можеби јас би рекол пак уште поголема мерка ќе праќаат средства, но секако преку финансиските институции што функционираат во земјава. Најмногу пари од 15 до дури 50.000 евра иселениците трошат за семејни веселби, кои традиционално ги прават во Македонија. Гледаме често пати има и трка. Кој поголема свадба ќе направи или кој повеќе ќе троши. Фала Богу, тој феномен ќе се намали. И јас сум против тој феномен. Но тие средства секако ќе ги фалат на нашите трговци, кој што, да речем, златарот е мој клиент и тој ќе гради куќа. И јас ќе го почувствувам тоа, затоа што нема да има инвестиции од тој дел. Инаку, според извештајот на Народната банка, минатата година за само 9 месеци, македонските печалбари дома испратиле околу 147 милиони евра. Но и овие бројки се далеку помали од реалните пари кои влегуваат во државата.